بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му забрави фала. Салавату селам од мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Својство со кое доколку се окити, доколку го поседува еден верник, едно неголемите својства кои мој да ги имат, особинија. Кога би читал Кур'ан од прва буква до последна буква, ова е нешто за кое Аллах Джелешану многу го пофалува това својство, ова особина. Тоа особина, тоа својство е таква Аллах. Да се плашиш од Аллах Джелешану. Да бидиш богобојазен, да има страх од Аллах Джелешану. Али нема да зборуваме многу за ова нешто, че зборуваме за базата, фундаментот на ова таква, на ова богобојазливост. Базата на фундаментот, темелот на ова таква, на која се гради тоа богобојазливост, е јекин. Јекин. Што е јекин? Иман. Иман знаеме што е. Една блиска илустрација. Иман, ова јекин му дава душа, рух на ова иман. Го прави да би жив ова иман. Овај иман без јекин, ако нема јекин, јекин значи убедно верување. Јани 100% јекин да имаш да си убеден во теја. Халас. Во Аллах Джелешану. Овај значи иман. Рухот на овај иман, душата на овај иман е овај јекин. Односно, овај иман е како една електрична инсталација со сијалица на крај. А овај јекин е тој електрицитет што му дава да свети тоа сијалица. Ова е јекин. Уште поблиску. Ебу Хурейре, во таа киса која муслимани ги нападнаа кога отидве на персијанци, кога поминаа таа река, над река кога поминаа. Киса сахија. Ебу Хурейре пренеси тоа киса, овај хадис го пред дека е добар хадис. Добар, дереже добро е. Ова случка. Ебу Хурейре вели 10 години со пегамбер алейхи селам учев иман. Овај ден во ова место научив јекин. Овај ден во ова место научив јекин. И денеска речем ние нема да успееме никако, освен како успеале оне први генерација. Освен ако не го направиме наш иман како го има е тие иман, нема да успееме ни во дуња ни во ахирет. Како кажавме, базата, фундаментот за ова таква, за ова богобојазливост, страх од Аллах Джелешану е ова јекин. Ова јекин има 5 делови, 5 нешта со кои се стигви до ова јекин, до ова убедно верување во Аллах Джелешану, без шубе, без сомнеш. Број 1. Минел махлук илел халик. Да се насочиме од створение, да се оттргнеме од јекинот, јани верување во створение, да се упатиме во верување ке Аллах Джелешану.
Денеска 24 сати во денот човекот е обседнат со еве махлук, со еве створение од Аллах Желешане. Дека тие можат да направат нешто, дека тие го дават рискот, дека тие дават живот, дека тие дават смрт. Толку ова имат големо присуство во дујна денеска, толку се зборуваат за ова што човекот го изгубил ова поврзано со Аллах Желешане. Заборават дека Аллах Желешане е Халик, створител, дека све овие створенија што се во дујна, за да се движат имат потреба од Аллах Желешану, за да дишат имат потреба од Аллах Желешану, санце за да излези Савајле од исток има потреба од Аллах Желешану, без изин немој да излези. За да излезите од запад во суден ден, кога ќе излезите пред суден ден, има дозвола од Аллах Желешану теја да го направи, без дозвола немој да го направи. Ова го заборавме. Заборавме дека рискот, Аллах Желешану го дава. Денеска толку секојдневно газдата, работата, бизнисот, колку луѓе направиле бизнис и пропаднале, не зеле пари. Колку луѓе работале цел месец, и не зеле на крајот од месецот пари. Не го дават ова нешто. Али екинот се променил денеска. Сме се поврзале многу за овие створенија, овие махлук. Многу сме се поврзале за ними. Мислиме дека овие све пред. Дека овие име сила да направи нешто. Ова е многу грешка. Одма треба да се насочиме кај Аллах Желешану. Види еден пример за ова нешто. Хасан ибн Али, ради Аллаху анху. Во негово време овој беше Хасан ибн Али. Овој му го даде хилафетот на Муавија. Една киса се пренесла случка, што му се деси во негов живот. Муавија секој месец му пушташе пари во Мекка. Од државна каса. Еден месец закасна не стигна во дотичен датум. Хасан ибн Али сакаше да пише писмо и да му ги барат тие пари. Да го подсети. Халас, дојде време, помина време. Легна да спие тоа вечер, го сонва на пегамбер алейхи селам. Негов дедо. Негов бабуш. Пегамбер алейхи селам. Рече, ја Хасан, што сакаш да направиш во сон? Рече, ја сакам да му пишам писмо на Муавија да ми прати пари. Рече, ја ќе те научам се една дуа, ако ја правиш таа дуа, Аллах Желешану ќе те олесни на тебе. Велит Хасан, не помина неколку дена, кога ја учев таа дуа, ми стигна дупло тоа што требаше да ми прати. Во сон повторно пегамбер алейхи селам во сон и ми рече, ја Хасан, како си сега? Елхамдулилlah, што не го направив тоа нешто. Ја Расулуллах. Рече, Хасан ибн Али. Рече, која е таа дуа? Делот таа дуа. Пегамбер алейхи селам што го поучи на Хасан ибн Али. Рече, ја Аллах, оттргни ми од моје срце секоја една надеж од некое створение. Направи да имам надеж само ке тебе, Аллах. Оттргни секоја надеж од некој махлук дека мојот на мене да ми прави фајде. И рече пегамбер алейхи селам, му рече во сон на Хасан, рече, кога некој направи надежда само во Аллах Желешану ќе му олесни, на нему ќе му даде што има потреба. Кога некој ќе направи надеж ке некој махлук, ке некој створение, нема да му успее теа нешто, ќе пропадне теа. Нема да добие ништо таа надеж, таа е празна надеж. И затоа да се насочиме од тие махлукати, од тие створенија, да се насочиме кај Аллах Желешану. Ова број 1 за да добиеме јекин. Ако го немаш ова, немаш јекин. Твојот јекин е слаб. Ако мислиш дека некој махлук мој да ти зема, мој да ти дај, мој да ти скрати тоа твој живот, мој да ти продолжи тоа твој живот, тоа многу ноксан, твојот иман. За ова не се зборови денеска, и затоа дошол ваков хал, Последно што се обратиме кај Аллах, последно, кога нема ни една граница. За разлика од сахаби и од тие први генерации што прво бараат од Аллах Желешану. И последно. Второ нешто, второ својство кое не носи до јекин, кое е база на таква.
Мине дуња или лахира. Да се пренасочиме од дуња кон ахирет. Наша главна цел да не биде дуња број 1, него да биде број 1 ахирет. Дуња да биде, не знам кој број таму, кој сакаш, ама денеска се направи број 1 дуња. 24 сати се работат за дуња. Се немат време за дин хич. И кога се направи тоа, е како да ја бркаш твоја сенка. Никваш не можеш да ја стасаш. Никваш не можеш да ја земаш ова твоја дуња. Дуња направила талак, дуња направила талак многу богати луѓе. Многу кралови што имале пола или цела дуња. Халас. Таа ги направила талак на нив. Број еден верник треби двоеве времиња, во еден моменти на бурно живење, но ова турбулентно атомско време, кога све е насочено кон таа дуња, кога се станвит и се мисли на дуња, кога се станвит и се мисли како да се дојде до таа дуња, до тоа богатство, до тој лезет од дуња, без разлика на целите средствата кои ќе се земат, халал, харам, начин на кој ќе се стигне до таа дуња. И на крајот таа дуња тебе и мене ќе направи талак. Че не остае, таа на нас, и вие на неја. Број 1 треба да ни биде ахирет, наша цел. Приоритет главен да биде ахирет. Дженнет, да се спасиме од джехеннем, да зборуваме за тие уживања што ги имат во дженнет. Денеска братот прави муаве цела година се спремни да одел на некој одмор, зимски, летен, да уживат малку. Че работат 9-10 месеци за тоа нешто. За една недела две да уживат. А за ова уживање ќе остајат илјадници намази, стотици намази. Ќе остајат, ќе прекрши стотици наредби, стотици забрани од Аллах Джелешан. За да уживал малку во дуња. Тој земви дрога за да ужива. Се уништи себе си за да ужива. Тој земви алкохол за да ужива. Се уништи сам за да ужива. И после имат мака. Ова е таа дуња. Значи, да се насочиме од ова дуња, да се отргнеме, да не ни биде главна цел. Главна цел да ни биде ахирет на нас. Станвиме и легвиме ахирет да биде во наша глава. Како да го заслужиме овој живот? Ахирет. Ова дуња пролазна. Како еден патник. Седнал под една сенка под едно дрво, одморил мало и продолжи. Трето. Минел ешја илел а'мал. Да се пренасочиме од тие невредни нешта кон добри дела. Од тоа губење време во правење на ибадат. Од тоа узалуд арчење време во правење ибадат. Да го пренасочиме ова. Тие 2-3 сати во Facebook, во интернет, прави ги некој хајрат, прави го некој нафиле, учи нешто за овој ден, прави некој корисно дело. Види, со еден збор, со една киса, со еден хадис на пегамбар алейхиссалам ќе ни стане многу јасно што значи тоа. Во битка на Хајбер, Газватул Хајбер, битка на Хајбер. Во ова битка муслимани ги уништија овие евреи ова тврдина и зедве голем ганимет. Многу ратен плен. Пегамбар само го подели на сите и стана е сахабе во тиџара, во трговија, зедве тоа што има и во пазар да го зголемат. Дојде од сахабите пегамбар сам на Расулулlah рече никој не добил поише од мене. Најјака трговија сум правил. Од 3 ока злато заработил. 3 ока на злато, од едно мало, мал дел на ратен плен, 3 ока на злато. Рече пегамбар алейхиссалам, ја фулан, има некој што повеќе заработил од тебе. Рече Расулулlah, кој никој, сите сахаби ја знам, дека никој не заработил, број еден во пазар. Рече повеќе од тебе заработал онај кој после пропишаниот намаз прави 2 рекат нафиле намаз. Овој поише заработал од тебе. Поише од тебе. Пегамбар сам вака ги одговараше на сахабите. Му даваше дека ова дуња нема вредност. Кога би вредела ке Аллах Джелешану колку едно крило од мушичка, вели пегамбар сам во хадис ова дуња, неверникот немаше да се напие ни една голтка вода. Ни една капајца. Кога вредела колку едно крило од мушичка. Не вреди тишка Аллах. Аллах Джелешану од кога створи дуња никогаш не погледна во неа више. Халас. Не вреди тиш.
2 рекат се повредно од све што е во дуњата. В други хадис пегамбер сам Аиша го преноси рекол пегамбер сам 2 рекати суннет пред сабах намаз се повредно од дуња и све што е во неа. Улемавели не од злато диаманти, теа се знаете, него од сите ибадати што се пред во тоа време, не е повредно. Затоа на него арчиме времето бадила, и да го искористиме. Хаса специјално во правење на добри дела. Друго нешто, минел фунун илел улум. Да се пренасочиме јекинот да го мениме, дека тие струки, дека тие науки се повредни од илмот за дин. Како секојдневно што слушаме и во последни години беше ова многу популарно. Иннема лулема варасатул анбија, наистина учените се заменици на пегамберите. Се рашири ова овде во овие места. Еден доктор е повреден од еден, од секој еден. Ова е наследник на пегамбера Исенам. Така го превел. Кој ви кажеме вака? Тој нема намаз, нема абдес, нема гусул, нема тем, нема ништо. Еден архитекта е заменик на пегамбера Исенам. Овој нема гусул, нема тахара, нема абдес. Не го знаете Аллах, не знае ништо. Не бе. Еден хемичар, еден биолог, не бе, овој ништо не е ова. Ништо е. Ова потреба да кога има муслимани фарз, кога нема никој еден да се направи, тоа ни е фарз, важим да го направиме на еден. Али ова дека е, овдека успехот немаме ние наши фабрики, немаме ние наше ова. Знаеш зашто немаме фабрики? Знаеш зашто немаме доктори? Знаеш зашто немаме алими? Зашто немаме алими? Зашто немаме мухаддиси? Зашто немаме муфесири? Зато немаме. Кога имал умметов пред некое време алими, муфти, мухаддиси, муфесири, кога имал муаррихун, кога имал овие луѓе што го држеле динот, Куран и суннет, што го све имал. Сите овие денешни науки, тие ги измислили. Тие му ги направиле тие дефиниции. Ова фали денеска. Ни треби нас технологија, ни треби ние денес го слушаме во хутба таму, ние денеска треби да го следиме Израел, тие се напред, тие види, тие измислиле ова. Што ја измислиле, бе? Ништо не. Ништо не измислиле, не. Немој да се понижвиш толку, бе, срце, не. Проблемот е што ти немаш алим, немаш муфти, немаш мухаддис. Во 1 милион муслимани немаш мухаддис. Секој 1 милион да бараш колку имате. На милион немаш мухаддис, немаш муфесир, немаш хафиз на Куран. Че дојде Рамазан, се немаш хафиз на Куран. За ова да плачеш, на ова да се насочиш. Ова е вредно. Ова друго е потреба. И петто, насочвање да се пренасочит енергијата и екинот да се пренасочит минел асхабил мулук вал мал илел асхабил сифат вал мал. Да се пренасочит концентрацијата од персони што имаат власт и углед и богатство. И да му се даде важност и предност на луѓе што имаат својства, особини, сифати, ислам како барат и дела што имаат. Но овие да му се даде предност. Не да се гледат во овие, дошол некој таму, не знам, со некоја диплома и станите сите. Чекај напред во место. Кој бе? Зошто е? А дошол некој ожа, некој талебе, нека се таму во чошто. Зошто е? О, да, ова го сака тој куфар, ти да не му даеш вредност никаква на овие луѓе. Идиш да не му даеш вредност. Да му даеш на овие. Да му скиниш капа, да му клаиш рака во стомак таму, да му правиш ова, да му правиш ова. Не, бе, овие се невредни нешта. Ислам не му давал вредност никогаш на овие нешта. Ислам му давал вредност на тие што имаат својства, особини, што одлажел лешану ги барат од нас, што пегамбер Ајсам ги имал, и имаат дела. Овие луѓе треба да се насочиш кај овие луѓе, да бараш блискост до овие луѓе, не да бараш блискост кај овие други што има некоја функција, што има некоја улога, што има не знам некоја диплома, ке ними да си близо. Не бе, не биди близо ке ними.
Дошол некој да ја бара черка моја, не идиш доктор, одма да има черката, има таму тој халас доктор. Дошол некој мискин добар муслиман, овај, не бе овај, ама има добри својства. Го позина динот добро, добар практичар, добри дела, не, од кај ќе ја рани тој шарбен. Allah Želešanu je to što te raniti tebe i tvoja čerka, tvoj deca, site ribi vo more, sve vo zemlja, vo kopnu, vo vozduh. Hišam ibn Abdul Melik, jedan od hulefa, jedan od halifi. Во време од Хадж правеше таваф. Во ова време се правеше таваф, рече све, сите. Халифа, крало и све што бее во тоа време, сите земно со робови. И робовите земно. Робови имаше и тие прави таваф. Некако денеска таму блокада, дошол некој филан никој, дошол правите и се блокира Кјаба, готово, нема место за никој. Мискини. И тога ги имало ова, од тога почнало ова, што е денеска, од тога почнало, земјите, од тога, маја има. Ова е Хишам ибн Абдул Мелик, кога направил таваф, сакал да прави, да оди на Хаджерул Есвед и да го бахне, после таваф и да го бахне. Еден од тие што биле со него рекол, правите пат, халифова да го бахне на Хаджерул Есвед. Никој не слушнал, виж. Си продолжи таваф да прави, никому не му е гајле. Халас, тој отдаре го бисмилла Аллаху акбар, халас. Седнал во еден чош, во Кјаба, со негова банда. Дошол во овај момент да прави таваф Али ибн Хусейн ибн Али ибн Ебу Абдул Талиб. Ебу Абдул Талиб. Овај Али ибн Хусейн ибн Али. Значи овај внуче од пегамбер алейхиссалам. Внуче од Али. Син од Хусейн. Нарешен Зейнул Абидин. Имам на двата харами, Мекка и Медина. Го позинале сите. Правил таваф. Завршил таваф. Сакал да ојде ке Хаджерул Есвед. Еден човек рекол Зейнул Абидин сака да прави да го бахне на Хаджерул Есвед. И се направило сам, цел сав, слободно дојде тој да го бахне на Хаджерул Есвед. Без да се прави таму микрофони, да се најават војска, да се бери таму, не. И кога го видел Хишам ибн Абдул Мелик, рекол, кој е овај, бе? Мене, рекол, ваква важност не ми се даде, кој е овај, Овај Хишам ибн Абдул Мелик имаше еден поет со него, поет. Шајр. За него лично беше, да му прави поезија. И тога тој му рече со поезија, голема, неколку листови на поезија. Му го објасна кој овај Зейнул Абидин, како рече не го познаваш ти него, него го знаете и Харем, него го знаете и Месџид Небави, него го знаат сите, тој е најбогобојазливиот човек. И продолжи тоа, тој е внук од пегамбер алейхиселам, кој беше печат на сите пегамбери. И му го опишви вака. Воли ти, што ја тебе те плаштам, ти мене вака, халасече, зандана. Го клатве во затвор, ова е шајер. Ова голема киса, многу, интересна. Али накратко, Али ибн Хусейн од Зейнул Абидин да го прави зијарет во затвор, кога слушнал дека поради него, го ставиле во затвор. Отишол во затвор ке него, му носил некоја хедија, поклон. Му рекол, ова бујрум, пошто слушнав дека поради мене, поради нас, вие сте затворени. Рекол, слушај, ние не го направивме тоа за тебе. Не го направите за тебе. Рекол, тоа го направив за во суден ден да заслужам шефатот твојот дедо, пегамбер алейхиссалам. Рекол, слушај, се Али ибн Хусейн, рекол, валлахи, рекол, кога излези некој хеди од наша куќа, више тоа не се враштат ке нас. Земај го ова, ова хедие, а иншаллах ќе имаш шефатот мојот дедо во суден ден. Ова е давајне важност на тие што име сифат, својства, особини добри и добри дела. Зейнул Абидин, ова негова историја многу позната. Негова киса, негова биографија многу позната.